Здраво, Македонија! И денеска продолжуваме со вашиот и наш омилен квиз Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите и денеска ќе проба да се надмудрат, ќе проба да се надзнаат едни со други, а кој ќе биде поуспешен, ќе дознаеме во продолжение. Секако, нашите надпреварувачи, се извинувам, се веќе подготвени со тоа што денеска, за разлика од домакини, имаме домакинки. Да ги поздравиме победничките од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Весна и Валентина. Повелете! Валентина, здраво. Здраво. Како сте? Добро. Мене ми треба време малце да, како да кажам, да ми се разработи машината, трокирам уште. И тоа е тоа, се надевам дека вие сте во подобро издание од мене денеска. Да. Минатиот пат супер поминавте. Одлично, бевте за денеска, подготвени ли сме? Да, како и секогаш. Кажете ми од која населба доаѓате? Населба Драчево. Населба Драчево. Зошто кромит не ми донесовте? Разбрав дека сте сакале за тоа. Да, разбрав дека сте добро изненадување ќе беше тоа. Искрено ви кажам. Бачка сум голем мераклија на кромиче. Среќен не сосеќа. Стоиме да раздалечено еден од друг, се знеса. Ако сте подготвени, да не ве деконцентрирам повеќе, да не сакате уствари да поздравите некого, да кажете нешто вие. Јас би сакала да ги поздравам моите најмили во семејството, моите колеги, моите поранешни ученици и сите што не гледаат. Како реагираат тие по победата во минатото издание на Листа за 300? Јавување, честитање, изненадување, бидејќи не беше најавено, така да чувството мое беше одлично. Одлично, ај може да ќе повлечете и некој друг од фамилијата. Се надевам дека ќе ги поттикнем, да. Весна? Јас би си ги поздравила сите. Изненадени беа, исто и јас немав кажано на никого. А зошто не кажавте сега? Па случајно да не ни биде работата. Љутиме. Тој ден кога ќе се емитува, сите на вечера ги носите. Ги договарате за да види ако беше спротивна, сега да кажам ситуацијата. Супер. Ако сме спремни, може да влеземе во домакинската кабина. Благодариме. Повелете. А секако, за да си продолжиме понатаму со нашиот квиз, треба да ги запознаеме и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачи и за прв пат во Листа за 300, Даниел и Алма. Повелете! Алма, здраво! Здраво! Даниел, здраво! Здраво! Како сте? Добри. Трема, возбудени? Малце. Малце? Да. Заборавате? Добро, сега нормално, не можам да ви кажам така заборавате, не е никој од нас на копчен или па веднаш да се смениме. Но можам само да ви кажам да не се секирате, само сконцентрирани на темата која што ја задаваме. Консултирајте се меѓусебно, кога се наоѓате во кабините, знаете дека се исклучени, зборете си најнормално. Како да си седите во кафана, во кафич или некаде на клупа и си правите муабет, така е подобро и за вас и за гледачите. Сакам да кажам, ќе се опуштите со еден таков однос. А сега да ве запознаеме. Алма, некој збор за тебе? Се бавам со музика, по професија сум лаборант. Супер. Од каде си, од Скопје? Од Велес. Од Велес? Да, извајцата. Супер. Да. Значи, специјално дојдовте денеска за Листа за 300. Да. Браво, драго ми е. Музичар, спомнам, пееш, свириш? Пеам. Пееш, супер. Има своја група, соло настапуваш? Не сум многу патен ке ми... Дуо сме. Да, со кого? Со сопругот. Со сопругот? Супер. Голем поздрав до сопругот. Како се вика? Шерафедин. Шерафедин, голем поздрав до него. Супер. Сега во скоро време настапи. Ќе збориме за летото што помина, нели? Летото имавме на Велешко лето. Да, супер. Да, бевме. Сега за питијадата нешто се очекува, па ќе видиме. Так, супер. Одлично. Даниел, тебе да те запознаеме на кратко. Работен. Да. Да, колку години? Нешто повеќе работен, толку. 33 години. Дали си оженети? Не. Се уште не? Се уште не. Да пуштам кога се напал, се зезам. Сам ќе си бараш да не се после мене ќе ме колнеш, ќе ме бркаш ако не би на работата како што треба. Вработен, ќе ни кажеш каде или нема? Во автомобилска индустрија, во Велес. Супер. Велешко. Одлично. Значи, ако ни треба нешто за нашите автомобили, Даниел да го бараме. Да, тоа е човекот. Супер. А ако ни треба да се расположиме со добра музика, ала не е тука. Точно. Одлично. Ќе видиме денеска како ќе помине работата, па може ќе се веселиме со песни. Денеска почувате како предизвикувачи. Нормално треба да победите доколку сакате да промените кабината.
Со среќа во продолжение. Да не сакате да поздравите, нешто да додадете или тоа е тоа. Сега за сега. Најблиските. Так, најблиските тоа. Тие што набиваа за нас. Така. Чекај да ве прашам, вашите знаат ли дека сте дојдени во листа за 300? Знаат. Блиските, да, добро, да не сте криели вие китенката да не сте дојдени. Знаат. Супер. Одлично. Ајде да почнеме со листа за 300. Може? Може. Повелете во предизвикувачката кабина. Весна и Валентина, односно Даниел и Алма, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега знаете, мораме да ги провериме дали функционираат како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакиниките денеска, а Даниел и Алма, дали се слушаме? Да. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, нешто шушка, не ме слушате, прегласно аперитивко е, слободно да ми кажете. И ако нешто не слушнете, тоа ми е многу важно за вас. Значи, ако нешто не ме слушнете, не ме разберете, знам и брзо да зборам, понекогаш и нејасно, понекогаш да се здрткам, како што беше на почетокот, слободно прашајте ме, немојте да претпоставувате за да не направиме непотребна грешка. Договорено? Договорено. Со среќа уште една, сега ќе исклучим и вашата кабина. А домакинки Весна и Валентина, дали се слушаме? Да. Те не ви смета што ви викам така? Не бе, кажете се. Тука во листа за 300 домакини и домакинка се титули. Да, тоа е тоа. Не знам, и мене ми убаво кога ќе ми кажат, Марче, каков домакин си бил. Си изненадувам, викам, леле, тоа е тоа. Убаво ми звучи, да. Може да почнеме, добро ме слушате, така? Да. Супер. Па, драги гледачи, да не ве гнјавам повеќе, нели? Верувам дека сите сакаме да видиме како ќе се одвиваат работите во продолжение. Време е да започнеме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска ќе си започнеме со првото надавање, односно со првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови што завршуваат на дар или на нар. Бараме зборови кои ги има во македонскиот дигитален речник од најмалку 4 букви, кои завршуваат со буквите дар или нар, односно ДАР или НАР. Не се признаваат лични или географски имиња, народи, називи на компании и слично. Весна и Валентина, дали не е јасна темата? Да. Бараме зборчиња од најмалку 4 букви што завршуваат на дар или пак на нар. Алма и Даниел, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Алма и Даниел. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакинките, а Даниел и Алма, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 2. Започнуваме со 2. 2. 5. 5. 5. 6. 6. 8. 8. 10. 10. 13. Срекна 13. 14. 14. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. Стигнавме до 20. 23. 23. 25. 25. 26. 26. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме. Стигнавме до 26 надавања. Вчера, ако не се лажам, Весна и Валентина има многу повеќе од ова да одговорат. Мислам, во минатото издание се извинувам. Успеа во тоа, да видиме дали денес ќе успеат повторно. Имаме зборови што завршуваат на дар или пак на нар. Се е во игра освен лични географски имиња, народи, називи на компании и Добро. така. Да, Добро. слично. Бунар. Бунар. Така е. Придавки, да. Да. Именки, Сакаш придавки. ведар? Ведар, кога некој? Ведар, Ведар. да. Така е. Господар, Господар.
Така е. Катинар. Катинар. Ние ще си ги гаме, нели народски. Катанец. Да, катанец. Да. Катанец. Катинар, така е. Станар. Станар. Така е. Да, да. Подстанар. Подстанар. Така. Така е. Ајде, вечни Валентина, мисле ти има зборчиња. Да. Треба само да ви тргне да им влезе тој шема и... Да. Глодар. 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 Така е. Другото не е нанар. Да не го сгрешимо ти... Нар. Звонар. Звонар. Така е. Мудар. Мудар. Да. Така е. Старинар. Старинар. Да. Така е. Старинар. Имаме 10 до сега. Стомнар. Стомнар. Тука би бил и глинар. И глинар. Така е. Добро. И глинар. Да. Глинар. Сега глинар, така стомнар поред, мислам, добро. Глинар. Би требало да го има. Глинар во македонскиот нема речник, тоа се грнчари. Грнчари нема глинари. Да. Луѓето во македонскиот јазик кои што работат со глина се нарекуваат грнчари, да. Ние може се ги нарекуваме нели глинар вака, но го нема во македонскиот речник како таков. Вести Валентина, за загревање, без нервоза, без јадење, сепак се испостави малце по тешкичка, како да кажам, оваа тема. Ја мислам дека само не сме загреани, сега кога ќе ни тргне работата, се ќе биде полесно, сега кога ќе почнам да ви ги читам зборчињата, малце ќе ви биде криво, како да ви текнале, но тоа е што е. Без очување, без нервози, има уште една игра, знаете дека се може за миг да се промени. Даниел и Алма, вас па да ви честитам за првиот освоен поем во листа за 300. И тоа тачка што треба, така, со прекрстени раце, уште капенце да ви дадеме, сеќе беше супер, како што треба. Одлично, честитки, добро одиграно. И со храбро во продолжение, но и внимателно. Сепак имате опасни надпреварувачки наспротив вас, нека не ве лаже ова што се случи сега во моментот. Така е.
А јас да прочитам уште некои од оние зборчиња на дар или нар, кои што завршуваат на дар или на нар, а потоа продолжуваме и со втората лицитација. Тук имаме баждар, бодар, ведар, видар, владар, гајдар, глодар, говедар, потоа жандар, дзидар, кадар, календар, кедар, коледар, кромидар, потоа радар, редар, рудар, сердар, удар, цилиндар, джандар, потоа на нар ги имаме барабанар, брашнар, бунар, ветеринар, винар, волнар, градинар, денар, динар, звонар, каменар, камбанар, клунар, медицинар, морнар, новинар, општинар, планинар, прашинар, семинар и така натаму. Како што реков, не сме загрејани се уште, сепак ова беше само првата игра. Викенте, нормално е да сме малце поспори денеска, но веруете во продолжение, ќе се променат работите. Сега резултатот 1-0 во корис на Даниел и Алма, честити за првиот поен, но не ги отпишувајте Весна и Валентина, знаете дека се опасни надпреварувачи, а тоа го покажа во минатото издание на нашиот квиз. А сега, драги гледачи, време е за второто надавање, односно втората лицитација. Темата се истата гласи. Животни на 3 или 4 букви. Бараме имиња на животни чие општо прифатено име во нашата транскрипција се содржи од 3 или 4 букви. Архаични или локални називи на животни не се признаваат. Животните можете да ги кажете само во еднина, во машки и во женски род, како и називите на нивните млади. Весни и Валентина, дали не е јасна темата? Да. Даниел и Алма, дали не е јасна темата? Само да прашам, може? Повели? Да, сега. Значи животни, домашни, диви, се. Да, секаки само да се на 3 или 4 букви. Дури за разлика од минатите издања на листа за 300, дозволени си раси да се кажуваат на некои на животни, доколку ги познавате и знаете. Готово. Јасно е? Да. Да се, супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што се наоѓаат во резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Весна и Валентина. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на Алма и на Даниел. А Весна и Валентина, која ќе имате понуда, повелете. Ајде. Ќе го прашам сега. Како кажеш? Слободно прашите ме. Деминутив, дали може? Да, може. Може. 3. Започнуваме со 3. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 16. 16. 18. Две повеќе, 18. 19. 19. 21. 21. Нека одговара. Да одговараат. Ајде да видиме. Алма и Даниел, ќе имате шанса сега или да запечатите и вашата и нивната судбина, или пак да ми го направите мене меракот и да играме на пенали. Сега ќе видиме. Правете си го сами на себе. Меракот за мене има. Има кој да ми премераци мене. Баравме животни на 3 или 4 букви, како што рековме, мора животните да ги кажете само во еднина, но можете и во машки, и во женски род, и секако можете да ги кажете и називите на нивните млади, доколку нели има назив некој одреден на 3 или 4 букви сега. Така, добро. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Лав. Лав. Така е. Рис. Рис. На моје огромно задоволство, верам и на ваше, рисот се враќа нели во Македонија, на планините во Македонија. Елен. Елен. Така е. Слон. Слон. Така е.
Маче, Маче. како малецко, да се признае. Да. Рековме, да. Точен одговор. Куче, Куче. И куче, точен одговор. мече, на мечката, малецкото. Така. Конј, Конј. Така е. пума, Пума. Така е. и птици може? Како? Птици може? Може, да. Орел, Орел. Птици, водни животни, Така. копнени, риба, риба. Така е. штрк, Штрк. Си знаат ли летово штркови низ Македонија? Супер ми беше, многу ги сакам. да. У комши има гнездо на куќата, да. Одлично, што убаво. До сега 12 точно одговори. Жаба, Жаба. Така е. кит, Кит. Ајде мислете, има. Има доста. еже, Еже. Така. 15. Уште 6. утка, Утка. Зашто му се смееш од преска на Даниел? Овде се запна за утка. Утка. да, утка, Утка, точен одговор. Така е. Уште 4. бик, Бик. да, Така е. добро. Ајде, добро ви тргна. Прле, Какво? прле, Прле. Што беше прле мало? магар, конј, не знам, појма немам. Прле. Што правиме со прле? Точен одговор. Кажане и риба. Да, кажа на риба. Уште 3. Ајде, мислете, зашто веќе и времето почува да не гази. Коза, Коза. Така е.
Ној? Ној? Ној, 20 точен одговор за Алма и Даниел. И кој ќе биде последниот? Имате некои си 30 на секунди за размислување. Мислете. Вид на папагал може ли? Може. Ара? Ара? Со ара, ја завршуваме ова низа од 21 животно на 3 или пак на 4 букви. Требаше малце похрабро да надаваат вашите противнички, ќе може да добијат оваа лицитација благодарение на времето, но одлично одиграно од ваша страна. Опуштени, забавно ви беше како што гледам и честитки за првата победа во листа за 300. Фала ви. Весна и Валентина. Интересно, да, требаше, секој ќе ви ги прочитам, не знам, и едните и другите денеска сте блокирани малце. Да, таков е денот, разбирам, сите имаме такви денови кога едноставно не сакаат работите да тргнат и тоа е тоа. Секој ќе почнам да ги читам, ќе речете можев до 200 да надавам, но тоа е што е. Супер надпреварувачки ми бевте, одлично си поминав со вас, едва чекам повторно да се пријавите, се надевам дека повторно ќе дојдете, така? Секако. Супер. Едва чекам повторно да се дружиме и повторно да се наградуваме секако. А сега да ги прочитам оние животни на 3 или 4 букви, па да ги повикаме Даниел и Алма да се соочат со темата од нашата листа. На 3 букви ќе прочитам еве дел што ги имам издвоено: буф, вол, гну, ему, јак, кос, коч, крт, лос, оса, прч, сом, црвпа, пота ги имаме на 4 букви волк, зебу, ибис, јаре, киви, клен, коза, крап, крил, куду, куна, лист, морш, мува, мула, овен, овца, орел, орка, пиле, пинч, прле, пуду, пума, ража, риба, сипа, срна, твор, туна, фока, фугу, бигл, шпиц, мопс, шицу и така натаму. Ги има доста, но тоа е што е. Не е, ја ќе кажам, не е лесно на нашите надпреварувачи кои ќе седнат во кабините, чувството е веднаш подруго него кога седиме дома сега кои си гледаме на телевизор, нели, и опциите ни се отворени. И благодарам уште еднаш на Весна и Валентина и ги очекувам во блиски дни повторно да бидат надпреварувачки во листа за 300. А сега, Даниел и Алма, повелете тука на главната сцена да ве соочиме со темата од нашата листа и да видиме дали и колкава парична награда ќе освоите. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Алма и Даниел ми се придружија тука на главната сцена и за кратко ќе ги сочиме со темата од нашата листа. Дали сте подготвени? Да. Знаете дека не е ништо страшно, сега е делот каде што треба да си ги заработиме парите, така речено. Ствари, ова е полесниот дел сега, кај што си ги зимаме парите за. Но пред да ви ја кажам темата на која што денеска ќе одговараме, секако да се потсетиме на брзинка како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме онаа максимална сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори вас ќе следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заминуваат од нашето студио со парична награда од 300 евра. Рековте дека се спремни. Така, како стоиме со политика, географија, тие работи, така. Ке знаете, ова верувам, барем ќе стигнеме до некаде. Ако не сваки би изненадиле луѓе. Така, вака стојам, ќе ми кажам темата, после излегува најмалце до 200 евра ми стига. Како и да е, супер ако биде така, слушајте сега убаво. Слушајте вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема држави членки на ЕУ во Шенген зона. Извор, сајтот на Шенген Виза Инфо. Бараме имиња на држави членки на Европска Унија кои истовремено се дел од Шенген зоната за безвизен режим помеѓу овие држави. Европската Унија има 27 членки, а голем дел од нив се дел од Шенген зоната. Не се признаваат држави кои се можеби дел од Шенген зоната, но не се членки на ЕУ, како на пример Лихтенштајн. Значи, двата услова треба да се исполнети, да бидат и членки на Европската Унија и да бидат дел од Шенген зоната. Ја мислам дека со малце логика можеме да стигнеме до некаде. Како што реков, 27 членки на Европска Унија, па повеќе од 20 се 90% се во Шенген зона. Германија да почнеме од
Најмалку. Германија. Германија. Германија, прв точен одговор. Австрија. 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 Реков со малце логика може да се изгурат. Австрија, втор точен одговор. Кој ќе биде одговор за 50 евра? Италија. Италија. Перфектно. Одлично. Ајде ви честитам за првите 50 евра освоени во листа за 300. Сега размислете дали одите понатаму или пак не. Шпанија. Значи одиме понатаму, без размислување многу. Шпанија. Шпанија, четврти точен одговор за Алмеида и Даниел. Белгија. Белгија. Така е. Внимавајте. Како што рековме, треба да се членки на Европската унија и во Шенген зона, да, затоа бидете внимателни за некои држави. Која ти се мота во глава прва, вака Даниел? Па јужниот сосед доле, не знам дали у Шенген зоната. Грција. Грција? Што викаш ти, Алма? Не сум сигурна, не. Не си сигурна? Од 27 држави, реков поголемиот дел се во Шенген зона е сега. Да. Толку да сме мале. Ајде, нека оди. Да ви каде Грција? Нека оди. Абе, зашто ме слушате мене? Се зидам, чекай, сега ќе видим. Јужниот сосед, Грција, шести точен одговор за 100 евра. Да видиме покрај убавото море и плажи и друг аероднив. Така да. Качете сега, што правиме за понатаму? Сега имаме 100 евра. Убава сумичка веќе, која што може да ни го плати патот од Велес до Скопје. Доста е. Викате доста, не мислев ти одма да те предомисламе, Алма? Не знам, треба да не 29 членки се, 27. Не, 27 членки се. 27 членки. Повеќе од... Така се, скоро сите се. Или доволно? Доволно. Доволно. Доволно е? Доволно. Честитки за првите 100 евра што ме ги земавте во листа за 300. Она што е, нели, уште поинтересно и за мене поважно е, обезбедивте учество во следното издание на нашиот квиз, што значи повторно ќе се дружиме. Повторно ќе имате шанса да освоите парична награда. Дали ќе успеете, ќе видиме сите, но за денеска можете слободно да си прославите. Кој би ги кажале да играв? Ги спомна Хрватска и Бугарија. Хрватска ќе беше точен одговор, Бугарија немаше да ви го земам за зло, затоа што они од оваа година се членки на Шенген зоната, но само во авионски сообраќај, во авиосообраќај, да. Таква исто е и Романија. Иначе други тука себе сега ќе ви ги прочитам, ги имаме. Ќе ви ги прочитам сите. Австрија, Белгија, Германија, Грција, Данска, Естонија, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Полска, Португалија, Словачка, Словенија, Унгарија, Финска, Франција, Холандија, Хрватска, Чешка, Шведска и Шпанија. А единствени членки кои што се во Европската унија, а не се членки на Шенген зоната, не се дел од Шенген зона, се Ирска и Кипар, а имаме земји членки кои што не се членки пак на Европска унија, а се во Шенген зона, тоа се Исланд, Норвешка, Швајцарија и Лихтенштајн. Значи, ништо што кажавте не промашивте, само требаше да се исполнат двата услова. Бугарија, како што кажав, само од оваа година е за авионски сообраќај, заедно со Романија, а сите други останати што ви ги кажав, се во Шенген зона. Супер, честитки,
прв пат зема листа за 300 така да смете думаце, супер учинок е ова. Не, со паричка си одите. Можеш и поразлично нели да биде во секој случај. Супер. За прв пат добро е. Супер, одлично. Ке се дружиме во следното издание како што реков, до тоа со здравје да си ги трошите паричките. Хала. Тука некаде, драги гледачи, завршуваме со денешното издание на нашиот квиз. Секако во продолжение останете со програмата на телевизија Сител. Чекайте го следното издание на листа за 300 и никако не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!